Централната манифестација по повод празникот Свети Трифун денес во Неготино започна со прием на делегации во кабинетот на градоначалникот Тони Делков. Беа тука представниците од збратимената општина Попово од соседна Бугарија, како и представници од општина Владичин Хан од соседна Србија. Потоа пред зградата на градското собрание пристигна и лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев и генералниот секретар на оваа партија Љупчо Николовски. Од тука сите заедно се упатија кон градскиот плоштад, каде Зоран Заев имаше и пригодно обраќање. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска на празникот Свети Трифун сме во посета на Теквешкиот регион, препознатлив по лозарството и производството на вино, кои се далеко прочиени како високо квалитетни производи. Денеска сме во Неготино заедно со градоначалникот, каде што навистина го славиме Свети Трифун, празникот на лозарите. Во разговорите со лозарите и производителите на вино, кои што во континуитет заеднички ги правиме, се сложивме дека има простор за уште поголема поддршка и помош кон оваа значајна земјоделска гранка, која е текако значајна за целокупното наше стопанство. Во изминатите 2,5 години, како централна и локална власт, покажавме што значи вистинска грижа за земјоделците, вклучително и за лозарите. Конкретно, овде, во Теквешијата, државата превзеде обврска и го реши долгорочниот проблем со предаденото, а не платено грозје во приватните винарии. Се исплатија сите заостанати субвенции и навремено го следиме секогаш она што е потребно за лозарите како поддршка во делот на одржливото работење во лозовите насади. Денеска долгот кон овие лозари целокупно е исплатен. Со измените на законот за вино се олеснуваат условите за производство на вино на малите винарници и на физичките лица производители на вино, што е тековен тренд во светски рамки и влијае позитивно на развојот на винскиот и руралниот туризам. Сите измени се во насока на остварување на поголеми приходи за лозарите и за визбите, но и поголем извоз на вино и девизен прилив за државата. Преку низа на реални мерки и политики, сериозно вложуваме во земјоделството и тоа ќе продолжи да го правиме и во иднина. Продолжуваме да се бориме за нови пазари, да обезбедиме сигурен пласман и добри откупни цени, преку отварање на откупни пунктови и нови винарски визби. Новата програма во делот на земјоделството содржи квалитетни решенија кои имаат за цел уште повеќе да го напредат земјоделството. Меѓу нив секако е изголемувањето на процентот на субвенционирањето на нафтата за земјоделската механизација, кој од 30% го зголемуваме на 50%. Како одговорна партија, продолжуваме и понатаму да го слушаме гласот на граѓаните и заеднички да работиме на решенијата за нивните потреби. Остануваме посветени на подобрување на условите во земјоделството со цел оваа стопанска гранка да ја направиме поатрактивна за нашите граѓани. Нека е за многу години празникот Свети Трифун. Следуваше кратка посета по поставените штандови на градскиот плоштад, пошто пригодно обраќање пред присутните граѓани на плоштадот имаше градоначалникот Тони Делков. На сите присутни граѓани ви го честитам денешниот празник со желби за добро здравје и среќа. На лозарите им посакувам богат и квалитетен род, а на винариите производство на квалитетни вина и раки кои ќе најдат соодветно место на пазарите во земјата и надвор од неа. Ми представува посебна чест и задоволство да го поздравам присуството на нашите гости. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз господинот Зоран Заев, генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз господинот Љупчо Николовски, делегацијата од нашата збартимена општина Попово, Република Бугарија, заедно со представниците од Ротари клуб од истоимената општина. Ги поздравувам гостите од општина Владичин Хан, Република Србија, представниците од Собранието на Република Северна Македонија, представниците од амбасади, мои колеги градоначалници и сите останати носители на јавни функции и други гости од земјава и странство кои не испочитувавте со вашето присуство денес во нашата општина. Како локална самоуправа
продолжуваме со достојно одбележување на верскиот празник Свети Трифун. Еден од најзначајните кои лозарите го чествуваат, посекувајќи си на овој ден да имаат плодна и беричетна година. Како градоначалник и јас ги споделувам нивните желби и очекувања, бидејќи општина Неготино е лозаро-винарски регион во кој речиси и да нема семејство кое како дополнителна дејност или професионално не е посветено со одгледување на лозов насад, обезбедувајќи ја на тој начин и сопствената екзистенција. И оваа година, во духот на воставената традиција, но и со нови содржини, општина Неготино со организирање на бројни настани, кои се одржуваат во рамките на манифестацијата Недела на виното, Свети Трифун 2020 година му оддава должна почит на светецот Свети Трифун со желби на лозовите насади да имаме богат и квалитетен род. Потоа свештеникот Лазар од црквата Свети Атанасиј го изведе обредот во чест на Свети Трифун, а градоначалникот Делков се вклучи во символичното закројување на виновата лоза.